Добро вечер. Вие го следите дневникот на КТВ телевизија, а во прилог настаните кои го одбележаа денот. Пакомак ја постави четвртата вендинг машина во Кавадарци. Ова е прва машина поставена на отворено на јавен простор во цела Македонија. Општина Кавадарци како општина што се грижи за екологијата и во делот на зелените површини и во делот на урбаната средина, ни во еден сегмент не е изоставен потребата за рециклирање на амбалажата, неповратна пластична амбалажа и лимик, која што е најмногу застапена во општеството и се користи над 90% во семејствата и надвор во урбаните средини. Заедно во соработка со Пакомак, со управителот Филип, кој што имаме долгогодишна соработка и многу проекти до сега остварено, договоривме да поставиме во општина Кавадарци 4 машини, апарати кои што ќе вршат за рециклирање и преработка полномошна на пластичната амбалажа. За возврат на тоа да подигнеме свеста, да го подигнеме и моралот на луѓето за да рециклираат, општина Кавадарци одвои буџет од 600.000 денари, каде што со секоја рециклирано шише, дали е 0,5, дали е литар и пол или е лименка, со сумнување на апликацијата и имплементација, оној што рециклира добива по 1,5 денар од шише како зелени поени. Тие 1,5 денар од шише како зелени поени може ги искористи во полната мощна постапка во негово купување, односно како финансиски средства. Пола денар од тие 1,5 одвојува Пакомак како одговорна компанија во делот на рециклирањето. И можем да кажем податок дека во изминативе 6 месеци со 3 машини кои што беа поставени, некаде во општина Кавадарци нашите совесни граѓани имаат рециклирано над 90.000 единици, што воопшто не е мала бројка, или вака една споредба 90.000 единици се негде околу 4 до 5 шлепери од по 25.000 литра течности или вода, сокови, пиво или било што. Ова е правиот начин за пластичната амбалажа да дојде на соодветното место, на соодветен начин, а празнењето на амбалажата која што е пресувана и полната можности постапки, Пакомак како компанија која што има лиценца за прибирање на комунален и комерцијален отпад, ќе врши собствена селекција, дробење и полната можна преработка на она што може да се преработи во делот на пластика, лименки и се што е остарото. Мислам дека со ова драстично се намале проблемот со пластични шиња кои што се на повидок на многу места расфрлани, поготово и на Тиквешкото езеро и на реките и во делот на издитничките места. Општина Кавадарци нема да се стани тука, заедно со општествено одговорни компании кои се од бизнисот во делот на трговијата, набавката и производството на овие амбалажи, мислам дека ќе постигнеме во наредниот период да имаме повеќе машини на повеќе локации, а мојот повик е да сите граѓани едноставно ја спуштат оваа апликација на својот мобилен телефон, смарт, и да рециклираат, затоа што 1,5 денар вратен од било која амбалажа, некаде по моја општа проценка, ако е примерно вода за конзумирање од литар и пол, со 15 шишиња вратени празни добивате еден производ гратис од литар и пол, така да споредбата воопшто не е мала и мислам дека е мотивирачка да се грижиме и за свеста, а пред се нашите млади деца и ученици ги учиме да ова им биде задолжителна навика да рециклира. Без разлика на финансите импликација, него и најбитниот дел грижење на животната средина. Чест ни е задоволство што денеска во Кавадарци ја поставуваме четвртата вендинг машина за пластични шишиња и за лименки. Со тоа Кавадарци без малку доаѓа на 50% од потребите од машини кога би се водел депозитен систем. Градоначалникот спомена денар и пол за шише, лименка, независно од големината. Секој граѓанин што ќе рециклира ќе добие 1 денар од општината, пола денар од Пакомак и користам прилика да му се заблагодарам на градоначалникот што навистина препознава во ова дека постои потенцијал да се собере материјал што потоа може да се употреби за повторно за шише, но и да се подигне
свеста кај граѓаните за тоа дека шишињата не се отпад кој треба да оди по улиците или парковите, туку дека може да добие вредност. Инаку во Кавадарци имаме до сега околу 950 корисници, значи граѓани што ги користат овие машини, кои фрлиле изминативе 6 месеци околу 90.000 парчиња во машиниве. Просечно она што го сметавме е некаде по трансакција од 15 до 18 шишиња кои ќе дојде граѓање на машината, пушта во машината, и тоа е отприлика она што го сметаме дека неделно се генерира во едно семејство, и со тие 15 шишиња без малку може да купи некој друг производ повторно во шише. Иначе на ниво на држава Пакомак минатата година собра над 18 милиона парчиња на амбалажа, и веруваме дека оваа година и Кавадарци, бидејќи е во системата, Кавадарци е, можам да кажам дека од она што ги имаме како искуство, еден од најсредените градови во Македонија, и навистина заслужува ваква четврта машина. Со Кавадарци, со 4 машини оваа година, верувам дека ќе собереме над 20 милиона парчиња, и тоа е навистина сериозна бројка. Ако ја компарираме повторно како шлепери на пијалаци, тоа се некаде можеби околу 700 до 800 шлепери годишно пијалаци што се испиле и се вратиле во машините и повторно дошле на рециклирање. Ова посебно ќе биде важно во овој период кога ќе биде дефицитар на нафтата, ќе се качат цените на веројатно на сите производи, и се она што е произведено од нафта, а тоа се шишињата пластични, ќе биде многу драгоценна вредност. Инаку ова е до сега ме поставено 100 машини низ Македонија. Ова е прва машина што ја ставаме вака на јавен простор, затоа што сметаме дека кавадарчани има доволно совест, свест и желба да не ја оштетуваат машината, и веруваме дека следниот период тоа ќе го покажат. И затоа што заслужува и градоначалникот на Кавадарци. Во тек се активности за подобрување на безбедноста во сообраќајот во општина Кавадарци. Во тек е реализацијата на проектот за осветлување на пешачки премини во вредност од 1 милион денари. Со овој проект ќе се осветлат вкупно 20 пешачки премини на следните локации: на улица Илинденска 5 премини, улица Тиквешково стание 3 премини, улица 7 септември 3 премини, потоа кружен тек кај сала Партизан 3 премини, улица Гоце Делчев, булевар Моша Пијаде, улица Народни херои, улица Страшо Пинџур, Западен булевар кај Капела 1 премин. Станува збор за премини кои досега беа недоволно осветлени, а со поставување на современи LED светилки значително ќе се подобри видливоста и безбедноста на пешаците, особено во ноќни услови, велат од локалната самоуправа. Се уредува просторот на улица Слога. Овој простор после долго време ќе биде уреден и ќе прерасне во убаво зелено катче, информираат од локалната самоуправа и додаваат дека е предвидено и хортикултурно уредување, како и поставување на урбана опрема. За краток временски период, жителите од овој дел од градот ќе имаат уште едно место за релаксација и уживање. Одбележан 7 април, Светски ден на здравието. На градскиот плоштад под мотото "Грижи се за себе, започни веднаш", неколку фармацевтски компании заедно со здравствените работници пружаа здравствени услуги. Светската здравствена организација е основана 1948 година со основна цел да потсетува и да укажува дека секој граѓанин заслужува, има потполно еднакво право да добие највисоко ниво на здравствена заштита. Секоја година, на денот на основањето на оваа организација, се обележува Светскиот ден на здравието. За нас православните христијани е уште еден значаен ден, затоа што денес го славиме еден од најубавите христијански празници, а тоа е празникот Благовец. Во моменти кога глобалната заедница се соочува со низа предизвици како што се актуелните војни во светот, климатските промени, економската неизвестност и нестабилност, социјалните неправди, борбата за квалитетна здравствена заштита станува уште позначајна. Токму за таа цел, денес на градскиот плоштад, здравствените работници од нашиот град, меѓу кои фармацевтите, општите лекари, лекарите специјалисти, како и учениците од Средното општинско училиште Ѓорче Петров, од фармацевската и медицинската струка, кои што ќе бидат нашите идни здравствени работници, пружа бесплатни здравствени услуги на нашите сограѓани во време трајање од неколку часа.
Ова се здравствени услуги за кои што не се потребни специјални услови, како што се мерење на шеќер во крвта, крвен притисок, висина, тежина, обем, тестови за рана детекција на одредени болести, квантна анализа, мерење на очен притисок и така натаму. Она што ги обединува здравствените работници кои што го поддржаа денешниот настан, како и оние кои што не успеа да дојдат поради објективни причини, тоа се пред се хуманоста и етиката, а после се друго. Овој настан, кој што го организираме под мотото "Грижи се за себе, започни денес", е организиран од Комисијата за еднакви можности и Комисијата за здравство при општина Кавадарци, а е поддржан од фармацевтските компании Варус, Алкалоид и Хемофар. Кога сме кај хуманоста, на проштарот истовремено со овој настан се одвиваше уште еден настан кој што е пак организиран од Комисијата за култура под наслов "Базар на велигденска магија", каде се продава ракотворби со велигденски мотиви кои што се беа изработени од вредните раце на учениците од нашите основни училишта. Средствата од базарот ќе бидат наменети во исто така во хуманитарни цели. Токму затоа и решивме да ги обединиме двата настани. За крај, уште еднаш ќе се навратам на Светскиот ден на здравјето, кој што треба да ни биде потсетник дека здравјето не е само лична, туку е пред се колективна, односно глобална вредност која што треба да негуваме и унапредуваме за добробит на сите нас. Нека е честит Светскиот ден на здравјето. Денеска се одбележа 82 години од смртта на Киро Крстев и Димче Мирчев. Кавадарчани не ги забораваат народните херои, врз чии дела се темели слободата на македонскиот народ. На денешен ден, 7 април 1944 година, пред 82 години, на ова место во неромна борба, на начин како што самомодоликува на вистинските борци, загинале народните херои Чиро Крстев Атанасов Страш од Кавадарци и Димче Мирчев од Велес. Денес се собравме пред споменикот на двајцата борци, за да го одбележиме овој ден со достојна почит. Да се потсетиме на славното минато од нашата поблиска историја, испишана од нашите најдобри синови кои ги положиле своите животи за татковината. Чиро Крстев е роден во Кавадарци 1923 година во сиромашно занечиско семејство. По основното образование завршува само 3 класа граѓанско училиште, пошто му помага на својот татко изучувајќи го на албанскиот занает. Со неполни 17 години се вклучил во редовите на напредното младинско и револуционерно движење и станал член на Сојузот на комунистите на Југославија. Поради неговата активност, Чиро бил уапсен од бугарската полиција и врз него биле применети сурови и репресивни мерки, да се откаже од своите идеи и револуционерната дејност. По почетокот на Народно-ослободителната војна, на албанскиот занает и работилницата на татко му овозможила да контактира и одржува врски со селото од Тиквишијата. Во 1942 година е назначен за член на местниот комитет на Комунистичката партија за Кавадарци. Пролетта 1943 година Чиро Крстев станува член на третиот областен комитет на Комунистичката партија на Македонија, а неговата активност посебно се зголемила за време на подготовките за исфрлање на тиквешкиот партизански одред Добри Даскалов. Во почетокот на април 1944 година во Кавадарци, заедно со Димче Мирчев, по задача на партијата, организираат излез од градот на нови борци за втората македонска ударна бригада. Димче Мирчев е роден во Велес 1914 година. Потекнува од сиромашна занечиска фамилија. По завршувањето на основното училиште, започнал да го изучува столарскиот занает на татко му. Во 1934-1935 година се вклучил во напредното синдикално движење. Во 1937 година бил уапсен и осуден
на 6 месеци затвор. По излегувањето од затвор, оди на работа во Белград, каде се стекнал со богато револуционерно искуство. Во 1940 година бил примен за член на Комунистичката партија на Југославија, а набрзо потоа и за член на местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Велес. Поради неговата партиска активност, во есента 1940 година повторно бил уапсен и затворен во Прилепскиот затвор, каде го дочекал нападот на Југославија од страна на Германија. Во екот на подготовките за вооруженото востание во летото 1941 година бил секретар на местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Велес, а подоцна и началник на воениот штаб во Велес. Останал запаметен во историјата на Велес и Македонија како еден од незаслужните за формирањето на Велешкиот партизански одред Димитар Влахов. Во април 1942 година ја врши функцијата заменик командант на одредот. После тешките борби со бугарските полициски сили во есента 1942 година, одредот Димитар Влахов претрпел сериозен удар. По наредба на штабот на третиот областен комитет во февруари 1944 година доаѓа во Кавадарци и заедно со партиските работници од Кавадарци работел на овасовување на народно-слободителното движење од овој крај. Во куќата на Иге Златев на 6 април биле одржани неколку состаноци, средби и договори, бидејќи се подготвувало за минување на поголема група младици во партизани. Во екот на тие подготовки, пред се, поради големата желба и ентузијазам, попуштила будноста кај младите борци. По пладнето, Чиро и Димче биле известени од местното раководство дека куќата е откриена и биле предупредени да бидат внимателни и што побрзо да ја напуштат истата. Искусните и храбри борци ове предупредување го примеле сосема мирно. Наместо веднаш да ја напуштат куќата, тие решиле тоа да го направат во вечерните часови и преку паркот да го напуштат градот. Бугарскиот окупатор за кратко време формирал 3 обрачи од полиција и војска и ја блокирале куќата. Борбата започнала околу 17 часот и траела до раните утрински часови. На повикот на окупаторот да се предадат, тие одговориле со рафали од своето оружје. Цела ноќ имало престрелки. Ноќта била единствената шанса младите партизани да го пробијат непријателскиот обрач. Чиро и Димче обиделе дека не можат долго да издржат, па по цена на своите животи се обиделе да го пробијат обрачот. При обид да се пробие во дворот на куќата, прв загинал Димче Мирчев. Чиро, свесен за положбата во која се наоѓале, и понатаму продолжил да дава силен отпор, чекајќи при тоа погодна шанса да се пробие низ непријателскиот обрач. Го поминал нискиот зид и кога се чинело дека успеал, смртно бил погоден од непријателски митралез. За својата пожртвуваност, омасовување на народно-слободителното движење и големиот придонес за формирање и зацврстување на партиските организации во градот и селата во Тиквишијата, Димче Мирчев е прогласен за народен херој на 2 август 1949 година, а Чиро Крстев на 20 декември 1951 година. Денес, кога со гордост ја одбележуваме годишнината од нивната херојска смрт, се сеќаваме на Чиро Крстев и Димче Мирчев како на храбри борци кои ги положиле своите животи за слобода и посветла иднина на својот народ. Вечна им слава! Внимателно ја следиме состојбата. Македонија има преземено мерки кои ги нема преземено ниту една земја во Европа, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Што се однесува до мерките кои што ги преземавме, ние преземавме мерки како ниту една земја во Европа.
со намалување на данокот на додадена вредност од 18 на 10% и со можност да регулаторната комисија ги намали акцизите. Значи директно имавме фискални мерки споредено со било која друга држава. Врз основа на нашите пресметки очекуваме инфлацијата да се движи меѓу 4,5 и 5% во март месец. Ќе имаме засилување. Тоа засилување беше видливо во втората половина од март месец. Ги правиме анализите и се разбира дека ќе донесеме одлука како и што понатаму ќе правиме. Ги правиме анализите во насока на тоа да видиме дали имаме злоупотреба и непазарно однесување на одредени трговски оператори. Само да ве потсетам, да почекаме да се објават податоците, но само да ве потсетам, во 2022 март и април месец стапката на инфлација двоцифрена. Односно 10,5%. Така што мислам дека со овие корекции кои што ги направивме и со овие почетни мерки намалување на ДДВ-то и можноста да се намали акцизата, ние ги преполовивме можностите за двојно поголема инфлација од тоа кое што се очекуваше според меѓународни финансиски институции. Внимателно ја анализираме состојбата и веќе очекувам на следната владина седница после великденските празници да предложиме нови мерки. Но ајде да анализираме состојбата па да влечеме потек по потек. Рековме под притисок не смееме да носиме одлуки, туку паметно и мудро, бидејќи никој не знае колку долго ќе трае целата оваа криза и мораме да се подготвиме за подолг период, а да бидеме среќни ако заврши побрзо. Па веќе следните мерки би биле повеќе таргетирани за одредени целни групи на граѓани и одредени производи. Зборувам тука пред се на основните прехранбени производи. И тие мерки би биле комбинирани и со намалување на данокот на додадена вредност, но и со ограничување на профитната маржа. Веќе во таа насока би се движеле мерките. А инаку законот е готов. Јас имав состанок со претседателката на Комисијата за заштита на конкуренцијата. Мислам дека прашање на денови кога истиот ќе влезе во владина процедура. Мерките повторно не се воведени до крај. Граѓаните ја плаќаат неспособноста на Мицкоски. Реагира од опозиционата СДСМ. Владата на Христијан Мицкоски задоцни со мерки и носи само делумни решенија без ефект. Холистичкиот пристап на македонскиот Далај Лама нема ефект. Секогаш кој ќе најави мерки, цената на дизелот поскапува. Мерките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не се воведени до крај, а цената на оваа неспособност ја плаќаат граѓаните кои се соочуваат со нов ценовен шок токму пред великденските празници. Поскапени се лебот, брашното, месото, млечните производи, овошјето, зеленчукот, зејтинот, буквално се е поскапено. Апсурд се изјавите и изговорите од власта. Прво, Мицковски тврдеше дека сме трета економија во Европа, додека владината портпаролка Митева вели дека БДП расте за 2,8%. Па ако сме трета економија во Европа, зошто не се покачи минималната плата на 600 евра и зошто не се воведат посебни пакети помош за ранливите категории на граѓани? Вчера Мицковски рече дека буџетот губи 1.000.000 евра дневно. Ако губиме 1.000.000 дневно, зошто ги повикува граѓаните од соседните земји да точат гориво кај нас? Зошто не се превземат мерки за ограничување? Граѓаните на Македонија, тие го спонзорираат точењето гориво на нашите соседи. Ова е уште еден доказ за погрешните економски политики на владата, без стратегија, без навремена реакција и без грижа за граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија навремено понуди 4 конкретни законски решенија
за заштита на стандардот на граѓаните и стабилизација на цените. Закон за намалување на ДДВ на горивата на 5%, а не како што е сега. Закон за намалување на акцизите на горивата за 4 денари и закон за укинување на ДДВ на основните прехранбени производи на 0% и намалување на цените на патарините на половина. Комплетно решение кое ќе значи вистинско намалување на цените на храната и на горивата. Законските решенија се на собраниска седница утре, ги повекуваме пратениците од сите политички партии, од сите политички групи, да ги поддржат и конечно да застанат на страната на граѓаните. СДС и Филипче должат одговори дали нивниот врховен лидер Заев земал 4 милиони евра од ДАКА за промена на деталниот урбанистички план во Тетово за изградба на стамбени единици во вредност од 200 милиони евра, порачаа денеска од ВМРО ДПМНЕ. СДС и Филипче должат одговори дали нивниот врховен лидер Заев земал 4 милиони евра од ДАКА за промена на ДУП во Тетово за изградба на стамбени единици во вредност од 200 милиони евра. Додека СДС и Филипче молчат, на јавноста се повеќе и станува јасно како Заев менуваше детални урбанистички планови само за да удоволат на проруски бизнисмени како ДАКА. ДАКА јасно кажува дека бил спремен да му даде на Заев 4 милиони евра за парцелата во Шик-Јелак, кој тој ја купува по багателна цена, за да прерасне во бетонска џунгла од над 2000 стамбени единици. Овие 2000 стамбени единици на ДАКА ќе му донесеа 200 милиони евра, а на Заев уште на старт би му припаднале 4 милиони евра. СДС, Заев и Филипче на јавноста и должат одговори каде завршиле овие 4 милиони евра. Дали се инвестирани во недвижнини во Дубај, акции во индиски авиокомпании или пак за вложување во бизниси во Бугарија. Јавното обвинителство ова мора да го истражи за правдата да биде задоволена. Државната комисија за спречување корупција започнува кампања за етичко и законито лобирање. Темата на лобирањето не е изолирано прашање, таа е тесно поврзана со транспарентноста во носените одлуки, управување со судирот на интереси, етичкото однесување, отчетноста на институциите и секако со поширокиот концепт на политички и институционален интегритет. Наша цел е да отвориме суштинска дискусија за тоа како во пракса да се поттигне културата на транспарентност во комуникацијата меѓу носителите на одлуките и засегнатите страни, без простор за неформални влијанија и затворени процеси. Идејата на целата кампања произлезе од тоа што од 2021 година е донесен законот кој се преминува од 2022. Во пракса се покажа дека недоволно е применет законот. Имавме само 3 регистрирани лоби организации и воопшто немавме известувања за евентуални процеси на лобирање, дополнително со поддршка на проектот на Европската комисија. Идејата е лобирањето да биде сватено како позитивен процес на учество на бизнис заедницата и други заинтересирани страни во процесот на креирање на политики на еден транспарентен начин. А сега продолжуваме со вести од спортот. Откако се одиграа надпреварите од 22-то коло на кошаркарската Суперлига на Македонија, познати се сите учесници на плејофот и плејаутот, а познат е и возниот ред за 5-те кола од оролоџото. Кошаркарите во продолжение на сезоната ќе играат по еднокружен систем во доигрувањето кое ќе стартува веќе следниот викенд на 11 април, а се очекува да заврши на 25 април. Екипите ќе играат 5 кола против останатите членови на плејофот, односно плејаутот. Тиквеш во првото коло на 11 април ќе му гостува на ТФТ, потоа во второто коло во Кавадарци на 15 април ќе го пречека Маđари. Во третото коло на 18 април Кавадарчани ќе му гостуваат на шампионот МЗТ, па во четвртото коло на 22 април ќе го пречекаат Кожув во Кавадарци. Плејоф серијата
за Тиквеш Голден Игл завршува во Битола на дуелот со Пелистер на 25 април. По завршувањето на плейоф серијата, најдобрите 4 екипи ќе продолжат во полуфиналните серии во борба за титулата, додека во плејаутот 3 екипи ќе опстанат, а 3 ќе ја напуштат кошаркарската елита. А сега следува временската прогноза. Променливо облачно и посвежо со сончеви периоди. Предпладне ќе има услови за слаб локален дожд. Ќе дува умерен до засилен, а наместа долж по Вардарието и во источните делови повремено силен северен ветер над 70 км на час. Температурата ќе се движи од 10 до 18 степени. Во петок кон крајот на денот, во текот на ноќта и во сабота ќе има повремени локални врнежи од дожд. Поради продор на постуден воздух од север на планините и на некои од повисоките места, врнежите ќе бидат од снег. Од четврток, утринските температури наместа ќе се спуштаат под 0 степени. Тоа беше се во ова издание на Дневникот на КТВ телевизија. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.